како што најавивме пред малку, полицијата го откри напаѓачот врз екипата на Нова ТВ и ова е една од темите за која сега ќе разговараме во студиото, а тоа се разбира медиумите, се она што се случува околу нив. Тука е, како што најавивме, професорката Снежана Трпеска од Институтот за комуникацијски студии. Професорке, добре дојдовте во студиото. Добро најдов, поздрав до сите и до гледачите. Видовме дека полицијата го пронајде напаѓачот. Ова е уште еден во низата на напади врз медиумите кои некако се чини не престануваат, еве и со промена на власта и со промена на институциите, повторно имаме вакви немили настани. Кажете, мислите ли дека треба нешто да се смени системски, можеби нешто треба да се смени во регулативата, во законите кои ја регулираат оваа проблематика за овие напади на некој начин да се превенираат? Па, генерално да, многу треба нешто да се сменат. Јас би рекла дека еве и овој напад и последните напади беа резултат на една општа, да речам, политичка атмосфера што ја имавме ние последните неколку години, во која едноставно немаше добри услови, немаше слобода за работа на новинарите. Новинарите кои известуваа критички најчесто не се чувствуваа слободни или тоа го правеа, да речам, со секогаш со некако вид на страф или притисок за тоа како треба да известуваат. И знаеме дека најголем виновник за тоа што се случуваше во последните години всушност беа структурите на власта, бидејќи власта е таа прва и одговорна која треба да создаде слободна атмосфера во која новинарите ќе се чувствуваат безбедни да ја вршат својата работа. Ова сега што се случи, овој напад, јас повторно верувам дека е резултат, дека има политичка позадина и резултат на се она што се случуваше минатите години. Но она што е добро е што надлежните институции, Министерството за внатрешни работи веднаш реагираше и веднаш се покрената е постапка, пронајден е сторителот и осуден е нападот врз новинарите, а мислам дека е многу важно да реагираат и другите институции, вклучувајќи ги и политичките партии. Нереагирањето на институциите, значи нерешавањето на ваквите напади остава лоши последици за врз работата на новинарството. Инаку во однос на тоа што треба да се стори, заедно со Сдруженијето на новинарите, ние минатата година завршивме едно регионално истражување во кое еден голем дел се однесуваше на безбедноста на новинарите и на различните постапки, процедури и механизми што треба самите институции да ги покренат со цел ваквите напади да се превенираат, да се спречат, но и кога ќе се случат веднаш да се казнуваат, за да може да се прати порака до сите, значи вклучувајќи и вакви сторители, дека работата на новинарите е од исклучителна важност и за граѓаните и за вкупната демократска атмосфера и дека оваа професија е и текако важна за тоа граѓаните да бидат информирани на еден слободен, значи отворен начин за тоа што реално се случува во нашата држава. Да, владата го представи планот 369 во кој меѓу другото има и дел кој е за медиумите, за реформи во медиумите, а со последната одлука владата го стопира и владиното рекламирање во медиумите, освен како што кажа на социјалните мрежи и на државниот сервис, каде има една формулација дека граѓаните ќе се информираат за активностите на владата. Кога ја слушаме оваа најава на владата за владино рекламирање, изгледа дека отприлика е дека тоа што го бара експертите, но сега има таму и некои работи кои за некои се проблематични или можеби може да бидат проблематични. Да. Прво, самата одлука да се прекине сите државни органи, било на централно или на локално ниво, да прекинат со да речем издвојување средства од буџетот за така наречените рекламни кампањи или спотови, исто така условно кажано од јавен интерес, како што стои во соопштението од седницата на владата, значи самата одлука е за поздравување. Тоа ние како експертска и медиумска заедница го баравме повеќе години наназад, оти знаеме дека трошењето пари од буџетот или јавни пари или пари на граѓаните за некакви кампањи од јавен интерес всушност ги доведуваше медиумите во зависна позиција и ги правеше и уредувачката политика на најголем дел од медиумите ја правеше зависна од власта.
Работата е и во тоа што тие кампањи од јавен интерес во голем дел не беа тоа, туку ние ги оценувавме како партиско политичко рекламирање и во период надвор од избори. Владата на тој начин со пари од буџетот се представуваше себе си во исклучително позитивна светлина, да речам, на граѓаните. И добро е што тоа се случи, добро е што нема да има такви реклами, иако бараме да влезе и експлицитна забрана во законот за такво нешто. Сега тука малку има конфузија во однос на поимите, бидејќи рекламирање на владени активности и информирање на граѓаните за тоа што работи на владата се две различни работи. Рекламирањето може да се оправда, како што реков, само доколку станува збор за некакви кампањи кои што се навистина од општи интерес, например како зголемување на безбедноста во сообраќајот, подобрување на одредени здравствени услуги или надминување на одредени проблеми здравствени и слични некакви теми, какви што има, такви кампањи има и во многу други земји. Значи, прво треба да се дефинира што е тоа од кампања од јавен интерес. И таквите кампањи, ако одат на јавниот сервис, тогаш би требало да одат во ограничена мера и да бидат бесплатни. Значи, за тоа станува збор. Само не можам да разберам што би значело тогаш платено рекламирање на социјалните мрежи. И во тој случај, јас би го довела во прашање тоа, би ја довела воопшто во прашање потребата владата да се рекламира на социјалните мрежи. Значи, не ми е јасно како вид рекламирање или кампања би се одвивала на социјалните мрежи, доколку таа пак не е поврзана со некаков јавен интерес. Да, професорке, но како што велите, има конфузија, вие велите, околу тие термини, а нели постои и она дека ѓаволот секогаш лежи во деталите. Дали таа конфузија може понатаму да се претвори и во злоупотреба директна, каде што значи некој ќе каже дека ги информира граѓаните, но всушност се рекламира? Да, значи има потреба да се расчистат работите и јас не верувам дека е таква намерата, но информирањето на граѓаните не може да се одвива само на јавниот сервис. Значи сите медиуми се за тоа. И тука некаде се губи врската, во таа врска меѓу владата и граѓаните се губи новинарството. Значи новинарството е тоа кое треба да ги информира граѓаните за владините политики. Било која влада може да води некаква комуникацијска политика, да речам, но при тоа мора да води сметка дека треба да биде максимално отворена, транспарентна, отворена за критичкиот однос на новинарството кон било која владина политика. Значи не може тој процес на комуникација да биде еднонасочен од власта кон граѓаните, а новинарството да биде или само пренесувач, значи на тоа имплицира таквата реченица, нели, јавниот сервис, без да се преиспитуваат одредени одлуки. Значи, како се чини како во тој концепт да се изместени работите. Тоа всушност не е новинарство, туку пиар. Да, новинарството, основна функција на новинарството е критички да ги наблюдува владините политики. Било чии владени политики, а во интерес на граѓаните. И точно така. Мислам дека тука малку се измешани концептите и поимите и она што сегашната власт го осмислува како некаков информацијски или комуникацијски систем, некако еднострано е поставено. Значи, ја има заборавено улогата на новинарството и потребата информациите да се примаат и од другата страна. Отвореност, транспарентност, редовно држање пресконференции. Впрочем, тоа Издруженијето на новинарите заедно со сите нас од медиумската заедница го баравме како еден од приоритетите во планот 369 да се стави. Владата да одржува редовни и министерствата и надлежните институции редовни седници, брифинзи на кои новинарите отворено ќе можат да поставуваат прашања за се она што се случува во моментот. Тоа веќе се воспоставува како пракса, значи со новиот начин на комуникација со новинарите. Како што кажавте вие, ние не ги знаеме навистина намерите, ние тие намери ќе може да ги видиме во наредниот период, но затоа на време еве дебатираме, ги согледуваме сите можни пропусти кои можеби би се случиле кога сме кај јавниот сервис. Ако намерата јавниот сервис да информира, да ги пренесува владените одлуки, постои ли тука една друга опасност да не стане јавен, туку владен сервис?
нашиот јавен сервис сите години наназад од било која власт на некој начин бил третиран како државен, а не како јавен сервис или како информативна куќа која треба да пренесува информации за она што се случува со владењето, со протоколарни информации и така натаму. И верувам дека има намера да тој навистина се трансформира конечно во јавен сервис, во сервис кој ќе им служи на граѓаните. Прифатени се промените што ги баравме ние за промени во структурата на органите кои раководат со јавниот сервис, значи како медиумска заедница и експертска заедница. Тој закон владата го прифати и очекуваме некаде, најавите се некаде во ноември, после локалните избори да влезе во процедура, се разбира после јавна расправа. Но да, се разбира, врз база на искуството досега, секоја власт има некаква тенденција да стави рака врз јавниот сервис и затоа наша задача е да предупредуваме на таквите опасности, значи мора да бидеме прецизни. Не може јавниот сервис да служи само за пренесување на пораките на она што го работи владата на граѓаните. Туку самиот е тој кој треба да ја осмислува својата уредувачка политика, да ги отвара прашањата, да развива едно новинарство кое навистина ќе биде професионално и кое во интерес на граѓаните ќе отвара прашања за јавните политики. Да, сега тука имаме уште едно прашање кое можеби било посоодветно за економиста, но сепак се испреплетуваат веќе сите тие функции, а тоа е ако владата се рекламира само на социјалните мрежи, како што е најава, значи тие пари ќе се уплатуваат директно кај провајдерите, кај оние кои ги обезбедуваат социјалните мрежи, или ако во Македонија најкористена социјална мрежа е Facebook, тогаш значи парите ќе одат директно кај таа компанија, каде се тука сега рекламните агенции кои дел од нив постоја можеби само поради овие пари кои од буџетот се влеваа кај нив, па потоа се распределуваа кај медиумите, значи една спона се губи помеѓу. Видете, една од забелешките и наши и на Европската комисија во однос на влевањето на парите од буџетот на пазарот, да речам, медиумски, беше дека на некој начин се прави дисторзија. Значи, медиумите не би требало да се финансираат, комерцијалните зборуваме, од пари од буџетот. Тие треба да се финансираат од пари кои доаѓаат од огласувачите, значи од бизнис секторот, од компаниите. Така што тоа беше една вештачка ситуација и тоа што се случуваше со распоредувањето на парите од буџетот преку рекламните агенции, како што велите, вие беше оценето како некој вид изместување на пазарните услови. И добро е што нема да ги има тие пари повеќе. Сега, повторно ќе речам, не ми е јасно зашто би одело тоа рекламирање на социјалните медиуми. Што е она за кое што владата би требало да се рекламира? Значи, за своите активности. Јас не мислам дека владата треба да се рекламира себе си, бидејќи имаме новинарство, новинари и меѓу другото и редакции новинарски во онлайн медиумите кои треба да известуваат самостојно за тоа како работи владата. Значи, се поставува прашање што ќе се плаќа за да оди на социјалните медиуми. По мене нема ништо друго оправдано освен повторно некакви кампањи кои што се од јавен интерес, значи од интерес за сите граѓани. Така да јас го доведувам во прашање потребата од било какво владино рекламирање по социјалните медиуми. Да, професорке, кои беа забелешките на медиумската заедница или препораки во однос на владиниот план 369? Кои се главните, значи, препораки во однос на планот, што би требало да се модифицира? Па ние дадовме предлози во кои суштината е, мислам, прашањата се поделени во две, да речеме, фази. Предлагаме да се одвиваат два процеси. Еден процес кој ќе значи итни законски измени, кои се преточени веќе во една верзија на предлог измени за законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел одредени клучни прашања кои беа проблем во медиумската сфера, независноста на јавниот сервис, независноста на регулаторот, државното рекламирање кој треба да се забрани, укинување на тешките обврски на комерцијалните медиуми на национално ниво, да
емитуваат дела од домашно производство, укинување на одредбите за распоредување на средства од буџетот за таква продукција. Значи, тие да се направат како итни измени, а потоа на среден рок да се поразговара за други системски проблеми и за начинот на кој тие треба да се адресираат во легислативата и во имплементацијата, се разбира кај нас. Значи, она што го баравме, од една страна итни законски измени, а од друга страна отварање на широка расправа за тоа да се види што е тоа што досега години наназад му попречуваше на медиумскиот сектор и на новинарството слободно да си ја врши својата функција. Тука се и прашањата за медиумската концентрација, собственоста, влијанието на собствениците, влијанието на политиката врз медиумите. Значи, како да преземеме чекори и мерки кои на долг рок ќе го ослободат медиумскиот сектор и новинарството од различни видови на притисоци и спреги. Да. Професорка, за крај, Македонија потона овие години на дното на сите оние извештаи на релевантните меѓународни организации за слобода на печат, за слобода на медиуми. Мислите ли дека конечно стрелката во наредните години ќе може да тргне нагоре? Па, верувам во тоа. Мислам, атмосферата е веќе поинаква, тоа може да се почувствува, значи и кај медиумите и кај новинарите, нели, кај поголемиот дел. Но сепак, јас би предупредила на тоа дека дел од граѓанскиот сектор, оној независен граѓански сектор, секогаш треба да си ја задржи таа позиција. Значи, улогата на граѓанскиот сектор и на експертската заедница е секогаш критички да ја посматра било која власт. А една власт која има демократски капацитет или подготвеност да биде изложена на критики, ќе свати дека тоа е за општо добро на демократијата и за општо добро на сите. Така да и од власта треба да се очекува да биде подготвена да прима критики во однос на постапките, процедурите во нивното работење тогаш кога не чина. Таа гледаме и сега дека одредени работи не се сосема на место, барем во однос на нашата сфера но еве пак генерално ќе кажам дека мислам, оптимистка сум дека работите ќе почнат да се движат кон подобро. Да. Професор, ке ви благодарам на разговорот. Благодарам јас. Да, почитувани гледачи, ова беше разговорот со професорката Снежана Трпеска на тема медиуми, реформи и за она што треба да се прави. А вас ви благодариме на вниманието, ви благодариме на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.